Од 4 до 20 февруари само на КТВ телевизија следете ја специализираната пируета посветена на 24-тите зимски олимписки игри во Пекинг. Рапорти, резултати и занимливости од сите спортски настани. Бидете и вие во тек со најголемиот спортски настан на планетата. Од 4 февруари секој работен ден од 18 часот. Само на КТВ. Пируета. Почитувани, добре ни дојдовте во пируетата број 3. Значи, трето издание на емисијата Пируета, емисија посветена ексклузивно за сите настани поврзани со зимските олимписки игри Пекинг 2022. Уште еден интересен спортски ден остана зад нас, олимписки ден. Меѓутоа, уште еден олимписки ден имавме утринава. Ке имаме уште неколку настани во текот на попладнето, а утре не чекаат нови возбудувања на борилиштата ширум Кина, онаму каде што се одржуваат зимските олимписки игри. За почеток веднаш благодарност до оние што го возможија ова, тоа е Интернационал, без кој нормално немаше да има пируета и без кој нормално немаше вие да можете да следите се оно што се случува на зимската олимпијада. Извештајот од прошлиот ден и од денешниот ден, односно од надпреварите што се случуваат утринава, потсетувам, 7 часа наназад е кавадаречкото време со пекиншкото време. Значи, ако во Пекинг е 12 на пладне, кај нас е 5 сабајле. И затоа така ни се случува. Ке мора да ги вадам окалкиве, овие ми се за далеку, меѓутоа мене ми треба за близко, така да нема потреба од истите. Почнуваме со извештајот од алпското скијање. Денеска се одржа машкиот велеслалом, еве што се случи. Матијас Мајер, победник на супер велеслалом, значи не беше велеслалом, него супер велеслалом, со што го одбрани златото од Пјонгчанг во оваа дисциплина. Американецот Рајан Кокран Сигел стигна до резултатот на својата кариера. Австриецот Матијас Мајер продолжи со добрите настапи на Олимпијадата и никога му се трети олимписки игри за него и на секоја до сега има освоено по еден медал. Злато освои спуст Сочи, освои злато во супер велеслалом во Пјонгчанг, за да биде уште поуспешен во Пекинг. Тој прво вчера освои бронза во спуст, а денеска злато во супер велеслалом. Одличен настап на Мајер, кој возеше без грешка, влезе во финишот со речиси половина секунда предност во однос на тогаш водечкиот Александар Омодкилде, кој исто така имаше многу добро возење, дури тогаш беше јасно дека на Мајер тешко ќе успее некој да го загрози, но најблиску беше американецот Рајан Кокран Сигел, кој заврши фантастична работа, но сепак Мајер остана на врвот. Имено и покри успехот на кариерата, Кокран Сигел остана зад Мајер на второто место со само 400 заостанување. Американецот досега има само една победа во светскиот куп од Бормио, декември 2020, а на Олимписките игри досега не бил подобар од 11-тото место. Вчера во спуст заврши како 14-ти. Кандидатот за победа Омодкилде на крајот се задоволи со бронзата, додека другите фаворити не успеа ниту да се доближат. Имаше многу откажувања, не толку поради падови, кои беа ретки, туку поради промашување на патека и промашена врата. Голема грешка направи Марко Одермат, не успеа да стигне до целта. Истото важи и за победникот од спустот Фојц, па Криштоф Инерхофер, Матије Бајле, Рафаел Хасер, Макс Франц. Само да кажем дека со оваа победа Мајер стана третиот алпски скијач во историјата кој освоил злато на 3 различни зимски олимписки игри. Покрај златото во супер велеслалом во Пјонгчанг пред 4 години и оваа во Пекинг, Мајер има и злато од спустот во Сочи.
2014. Норвежанецот Кјатил Андре Омот и италијанката Дебора Компањони исто така имаат по 3 злата од 3 различни олимписки игри зимски. Инаку за Мајрова втор медал во Пекинг по бронзата во спост. Се ли ви е јасно? Утре сме 9, а утре на репертуарот ја имаме женската слаломска трка, односно женските слаломски трки, бидејќи ги има 2. Почнува првата некаде во 3 часот наутро, а втората би требало да почне некаде околу 6:45, пред 7 часот. Тоа е алпско скијање. Биатлон денеска. Чај да видим што се случи на биатлон. Францускиот биатлонец Квентан Фијомаје, победник на индивидуалната трка на 20 км во биатлон на зимската олимпијада. Французинот, иако 2 пати промаши на стрелиштето, сепак со одлично скијање успеа да стигне до најсјајното одличие. До сребрениот медал сензационално стигна белорусинот Антон Смолски, кој не промаши ниту една мета на стрелиштето. Сепак и покрај двете промашувања помалку од Фијомаје немаше сила за тотална сензација, на крај заврши 14,8 секунди со 14,8 секунди послабо време од Фијомаје. Првиот фаворит и бранителот на златото од минатите зимски олимписки игри во Пјончанг, норвежанецот Јоханес Тингесбо, на крајот само бронзен со 31 секунда послабо време од Маје. Утре 9 немаме настапи во биатлон. Утре 9 немаме настапи ниту во боб. Боб почнува, надпреварите во боб почнуваат на 13 во недел. Натамо. Крос кантри. Сега да видиме вака. Денеска има неколку интересни дисциплини, меѓутоа кога сме крај крос кантрито, јас морам да направам нешто, а на сите ќе ви стане јасно зошто го правам сето тоа. Се надевам ќе го најдам сето тоа кој каде е, за да можам да го споделам заедно со вас. Македонскиот надпреварувач во нордиско скијање Ставре Јада имаше повеќе од символичен настап на зимските олимписки игри во Пекинг во спринтот на 1,5 км во Пекинг и морам да кажам заврши на 86-то место од 88 надпреварувачи. Добра е, двајца се зад нашиот, не сме последни. Инаку Крушевчанецот патеката ја помина во време од 1 минута 34 секунди и 8 стотинки, со што беше подобар само од Ели Тафк од Либан и Андрес Кинтана од Колумбија. Првите 3 места во квалификациите ги освоија Шанава од Франција, Устјугов од Русија и Клебо од Норвешка. Пласма во вториот круг обезбедија само најдобрите 30 кои стартува во квалификациите, што нормално беше недостижно за нашиот представник. Значи, женски спринт, машки спринт, имаме 4 финалиња, полуфиналиња и нормално финале на старт за резултатите. Tomorrow, да не се брзаме. Карлинг. Сега за карлингот имаме што да кажеме. Шведска го одбрани бронзениот медал од олимпискиот турнир го освои бронзениот медал на олимпискиот турнир во мешани карлинг тимови, откако ја совладаа Британија во малото финале со убедливи 9-3. Интересно е, британците Брус Мут и Дженифер Добдс први победоа, го освоија првиот поен, меѓутоа швеđаните Оскар Ериксон и Алмида Девал беа безпрекорни понатаму, постигнаа 9 последователни поени, го свртеа резултатот во своја корист и заслужено си освоија бронза. Во борба за златото ќе се сретнат
неприкосновената Италија и екипата на Норвешка. Јас се надевам. Само да видам дали од утре стартуваат мажите. Мене се чини така би требало да биде. Да, 9 февруари почнуваат мажите, жените почнуваат од 10. Уметничко лизгање. Уметничко лизгање денеска на репертоарот беше кратка програма во машка конкуренција. Утре немаме уметничко лизгање, меѓутоа во онаа кратка програма во водство е Натан, односно Нейтан Чен од Соединетите Американски држави. На второ место е Јума Кагијама од Јапонија, уште еден јапонец, на третото место Шома Уно, кореанецот Јун Хван Ча е моментално четврти, а пети грузиецот Мориси Квителашвили. Значи, така стојат работите во машка конкуренција по кратката програма во уметничко лизгање. Морам да кажам дека светот се уште говори за она што го направи 15 годишната руска сензација за 4-кратни салта, невозможен скок, како што сите го велеа, меѓутоа таа ќе го направеше и третиот да не паднеше, ама сепак на вистина за неизина возраст перфектно. Што сака, кој што сака може да збори. Одиме натаму. Скијање слободен стил. Денеска на репертоарот Big Air. Кинеската надпреварувачка Айлин Гу ја освои Айлин. Значи има две имиња. Ја освои титулата олимписка победничка во слободно скијање во дисциплината Big Air. Само да кажам, второто место и припадна на французинката Тес Ледо, а третото швајцарката Матилде Жермо. Гу има 18 години, родена е во Соединетите Американски држави, меѓутоа настапува за Кина. Одличен учинок имаше во третата серија, по која стигна и до златниот медал. Од третата позиција успеа да се искачи на првата со 188,25 поени, 0,75 повеќе од 20 годишната Ледо, трикратна победничка на X игрите, додека проножената Жермо освои 182,5 поена. Ова веќе е трет златен медал за кинезите, со што се наоѓаат во самиот врв на листата на освојувачи на медали. Кинезите имаат 3 злата, 2 серебра, втора е Шведска со 3 злата и мене чини една бронза, ако не се лажа. Само да кажам уште нешто. Триумфот на Гу, Айлин Гу, од трибините го следеше и кинеската тенисерка Пенг Шуај, за која светската јавност беше многу загрижена во последните месеци, бидејќи буквално исчезна од јавноста по обвинувањата за сексуална злоупотреба од висок кинески функционер. За време на надпреварот со Пенг се сретна и претседателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах, кој во саботата си вечерал со тенисерката. Добро. Хокеј. Интересно, денеска се судрија велесилите. Америка-Канада, хокеј жени, 2-4 победа на Канада, довој надпревар, и Америка и Канада од 3 средби имаат 3 победи, меѓутоа сега канаѓаните продолжуваат со победите. Во вториот надпревар, Јапонија-Чешка 3:2. Инаку јапонките беа први со 7 бода од 3 средби, чехињите беа втори со 6 бода од 2 средби, меѓутоа јапонките продолжуваат со квалитетните игри. Денеска ќе се одиграат и средбите Финска, Русија и Шведска, Данска, а утре 9 на репертоарот се 2 средби Русија, Швајцарија и Чешка, Данска. Тоа е кога станува збор за хокеја. Санкање, само да видам, денеска на репертоарот имаме санка жени, сингл,
Во водство по 2 трки беше германката Натали Гасенбергер пред втората германка Ана Берајтер, трета е русинката Татјана Иванова. Утре, 9 февруари, имаме двоен парови, doubles, односно двоец, 2 трки, ќе биде интересно и таму, тоа е утре. Сега имаме нордиска комбинација стартува утре, индивидуална Гундерсен трка и мала скокалница, 10 км крос кантри, плюс тоа е утрешното финале, ќе биде интересно, стартува мене чини околу 12 часот. Тоа е нордиска комбинација, кратка патека, брзо лизгање. Утре на денеска на репертуарот немаше ништо, меѓутоа мене ми се чини дека ви останав должен од вчера информациите. Во финалето на 500 метри жени доминираше италијанката Фонтана, која до златниот медал стигна со време од 42 секунди 488 за Аријана. Инаку ова беше 10-ти олимписки медал во кариерата. Таа се изедначи со Стефанија Белмондо, двете си италијанки со најмногу олимписки медали во историјата. Холанџанката Сузана Шултинг го освои среброто, бронзата и припадна на канаѓанката Ким Бутун. Од друга страна, кинескиот надпреварувач Жен Чивеи го освои златото во брзо лизгање на кратки патеки на патеката од 1000 метри. Ова воедно му е второ злато во Пекинг по успехот во мешана штафета на 2000 метри. Среброто го освои неговиот народник Вен Лонг Ли, бронзата унгарецот Шаоанг Ли. Трката ја одбележа дисквалификацијата на унгарскиот представник Шаолин Шандор Лиу, кој прв мина низ целта, но потоа беше дисквалификуван поради блокирање. Чисто да се знае. Скелетон трките на програмата се од 10 февруари. Ски скокови, и тоа ви останав должен. Словенечките ски скокачи Ника Крижнар, Тими Зајц, Урша Богатај и Петер Превц испиша историја, победија во првиот премиерен надпревар на мешани парови, односно мешани екипи на зимските олимписки игри во Пекинг, но олимписката премиера ја одбележа хаос и дисквалификација на дури 5 скијачи. Двете норвешки скокачки, сребрената Катарина Алтхаус од Германија, Сара Таканаши од Јапонија и Даниела Ирашко Столц од Австрија, беа дисквалификувани, а сите тие ги прекршија строгите правила на поврзување на костими и скии со телесната тежина во обид да се елиминира секоја предност што може да се добие ако спортистите се полесни. Костимот на Катарина бил наводно преголем. За мене тоа е куклен театар. Цела сезоната оделата беа проблем. Неверојатно сум луд и не го разбирам тоа. Имавме одлични скокови, се беше одлично. Можете едноставно да се разочарате од сето ова, рекол селекторот на германската репрезентација Стефан Хорнгахер. Меѓутоа, да се разбереме, еден број поширок костим и значи ќе почне многу полесно, ветерот ве удира, ве носи, ве остава да плутате во воздухот, значи добивате некој сантиметар, некој метар повеќе. Тоа Хорнгахер многу добро го знае. И затоа да не се вадиме сега од делата нечина, тако е правило, вака, така треба да биде. Меѓутоа, таквите правила се секаде во спортот. Карикирам, ќе направам сега една мала представа, значи во кошарката. Овде во Македонија им се прогледува низ прсти, не им судат носена топка, не им судат двојна топка, двојно водење, дупла, не им судат 3 секунди и кога ќе отидат некаде настрана, судиите си го судат и овие нон-стоп се гунат. Зошто сега? Оти кај нас не го судат тоа. Па тоа е проблемот. Па поготово ова важи за скопските екипи. Или во ракометот, не му судат чекори, не му судат пробивање. На запад чекори, пробивање 2 минути, оде му дозволуваат се и се што,
во контактот конкретно со крилните играчи, значи буквално не смее да има никаков контакт. Кај нас во Македонија се и се што му дозволат. И секогаш ќе дојдат да играат со некоја странска екипа, странски суди меѓународни и викаме олеле. Епа, во тоа е проблемот. Истото важи и тука. Ако правилото е дека оделото треба вака и вака да биде по број таман залепено за тело, за да... Тоа е правило и нема тука бегање. Како за вас, така и за другите. И што сега ние ќе се вадиме, проблем биле одела, па проблем се. Затоа што ти овозможуваат да добиеш некој милиметар, сантиметар, метар плюс во далечина. А не се дозволува тоа на меѓународни надпревари, поготово не на вакви големи надпревари. Само да кажам дека русите беа сребрени, историски, во состав Махинија, Садреев, Авакумова и Климов, а канаѓаните стигнаа сензационално до бронзата Лутит, Солкуп, Страте и Бойд Клаус. Само да кажам дека словенците завршија со неверојатни 111 поени предност пред русите. Канаѓаните, не знам, да беа сите комплетни, можеби ќе завршија 7-8 место. Словенија по 3 надпревари, во ски скокови има 2 златни медали, Урша Богатај прво име на зимските олимписки игри токму со 2 злата. Меѓутоа го спомнав преска кинезот кој што така има 2 злата во уметничко лизгање. Сноуборд. Австриецот Бенџамин Карл освои златен медал во паралелен велеслалом. Во финалната трка беше подобар од словенецот Тим Мастнак, кој направи сериозна грешка во долниот дел од патеката и заостана 82 стотинки зад победникот, а бронзата му припадна на рускиот сноубордер Виктор Вайлд, со што русинот комплетираше 3 медали од зимските олимписки игри. Од друга страна, кај дамите, чешката сноубордерка Естер Ледецка освои злато во паралелен велеслалом. Таа во финалната трка беше подобра од Даниела Улбинг од Австрија, Глорија Котник од Словенија ја победи Мишел Декер од Холандија за бронзениот медал. Само да кажам дека Ледецка стана трикратен олимписки шампион откако освои злато и на Олимпијадата во Пјонгчанг, а победи на Супер G трката во алпско скијање. Се ли ви е јасно? Само да видиме, тоа е 8, на 9 утре би требало да биде сноуборд крос биг финал, големо финале. Значи сноуборд крос ги имаме и квалификационите трки, ако не се лажам, во дисциплината half pipe во женска конкуренција и во машка конкуренција. И тоа утре жените финале, сноуборд крос, giant слалом или голем слалом, веле слалом. И остана уште брзо лизгање, мажи 1500 метри, непосредно пред да влезам заврши трката. Злато за холанѓанецот Кјелд Нуис со нов олимписки рекорд, минута 43 секунди и 21 стотинка. Второ место, уште еден холанѓанец, Томас Кроу. Трето место, не е холанѓанец. Трето место, кореец Мин Сеок Ким, кој заостана една секунда зад освојувачот на златото. Утре немаме брзо лизгање, имаме на кратки патеки, меѓутоа немаме на долги. Значи, утре ќе паузира, па дури на 10. Уште еднаш да ве потсетам, драги мои, дека благодарение на нашиот генерален спонзор, генерален покровител, Инел Интернационал, организираме и наградна игра. Значи, на нашиот Facebook профил, на Facebook профилот на КТВ телевизија, ќе биде закачена емисијата и врз неа или под неа ќе имате наградно прашање. Ќе треба да одговорите точно на наградното прашање. Првите 20 најбрзи што ќе одговорат точно, влегуваат во конкуренција за награди. Според моите информации, ќе имаме неделно по 2 прашања. 2 оваа недела, 2 другата недела. Тоа се 4. Од кој наш гледач ќе добиеме 4 точни одговори, а според брзината и рангирањето, нели како ќе одговарате на Facebook, така ќе ве пише. Ќе се направиме ние скриншот за да биде се окей регуларно. Оној со 4 точни одговори најбрз
ќе си добие и вредна награда од Инел Интернационал. Благодарност до Инел. Следете ја Олимпијадата на спортските канали на Инел Интернационал. Следете ги извештаите за случувањата на Зимските олимписки игри на КТВ телевизија во Пируета секој работен ден од 18 часот и репризно од 23:00. Да сте ми здрави и живи, останете во добро здравје, чувајте се. Од 4 до 20 февруари само на КТВ телевизија. Следете ја специјализираната Пируета посветена на 24-тите Зимски олимписки игри во Пекинг. Рапорти, резултати и занимливости од сите спортски настани. Бидете и вие во тек со најголемиот спортски настан на планетата. Од 4 февруари секој работен ден од 18 часот. Само на КТВ. Пируета.